Здраво, драги родители! Добро дојдовте на видеото за свесното родителство. Денешното видео е продолжение од претходното видео со тема родители, кажувајте што почесто да или зборчето да, што почесто кажувајте им го на вашите деца, на нивните желби и на нивните природни копнежи. И кога родителите им го кажуваат зборот да на природните желби и природните копнежи на децата, родителите едноставно течат, природно се подредуваат со она што се децата во сегашниот момент и истовремено тие не даваат отпор на нивните природни желби и не проектираат врз децата, туку едноставно им даваат на децата дозвола да си бидат онакви какви што се во сегашниот момент, им дозволуваат да си ги следат своите соништа, им дозволуваат и ги охрабруваат да бидат креативни, без да им ја загрозуваат нивната слободоумност. Меѓутоа, за да им помогнат во тоа нешто, родителите прво треба да доаѓаат од едно место на благодарност, од едно место на дарежливост, од едно место на љубопитност, од едно место на авантура, наспроти тоа да бидат постојано во паника, да бидат вознемирени и да се гледаат себе си како тие кои што треба да го носат главниот товар и главните грижи за остварување на нивните планови во иднина на децата. Зошто? Затоа што тоа размислување доаѓа од едно место на оскудица, од едно место на чувство за недостојност, од едно место за сочувство на недостаток и потоа следи еден голем притисок кај самиот родител во насока да ги исполни желбите на децата токму онака како што замислуваат децата, меѓутоа тоа не може да се случи затоа што и самиот родител не е детето. Значи самиот родител не знае точно како да ги исполни тие желби кои што детето си ги има во како природни сонови, како природни копнежи. И што е најважно? Најважно е родителот да разбере дека потребно е тој да му биде поддршка на своето дете во остварувањето, во замислувањето пред се на своите идеи, на своите соништа, а исто така и поддршка во подоцна доколку детето сака да ги оствари тие желби и тие идеи. Што значи дека секоја идеја, секоја желба која што детето по која што природно копне и природно ја сака, не значи дека таа ќе биде остварена во иднина. Овде Шефалини во однос на ова ни дава еден пример со една нејзина клиентка по име Белинда. Дошла кај неа и била многу фрустрирана од својата ќерка Зои, која решила да го напушти факултетот кога била во втора година на своите студии и сакала да отвори спа центар. Но тоа не можела никако да го разбере нејзината мајка, давала веднаш отпор на нејзината идеја, кажувајќи дека веднаш ќе влезе во пропаст и дека не можејќи да свати пред се зашто нејзината ќерка сака да фрли толку добро и извонредно образование која и овозможила таа за да студира, а исто така била вознемирена и заради самата идеја за спа центар. За Белинда таа идеја изгледала чудна, особено и заради исто така и заради парите кои што ги дала претходно на студиите на кои студирала нејзината ќерка, затоа што тој факултет бил доста скап и ги сметала како едноставно пропаднати во тој момент. И кога дошла кај Шефали, таа ја објаснала дека веќе подолго време не разговара со нејзината ќерка, постојано се во конфликти, постојано се во разделеност. И тогаш Шефали почнала да ја советува да ги гледа работите
од аспект повеќе на нејзиното дете и да разбере дека таа ќе треба во тој момент да и биде поддршка да му биде поддршка на своето дете. И таа испомнала дека се што треба да направи е да се појави како нејзин добар сојузник, како нејзин добар водич, а не да бара од самата себе таа да ја спасува својата ќерка и да и го плаќа тој бизнис потфат. И како што и рекла Шефали, се што треба да направиш е да си го поддржиш своето дете. Не плаќај ништо, меѓутоа немој да и одолееш на она што таа го сака. Доколку сака да се задолжи, да крени кредит, да превземе ризик, остави ја. Значи, тоа е нејзин живот, не е твој. Се што ти треба да направиш во овој момент е да и помогнеш да го разбере сето тоа, да и помогнеш дека одговорноста е нејзина, дека таа е таа која што ќе треба да се соочи со предизвиците на тој план кој сака таа да го превземе како бизнис план. И Шефали овде спомнува дека кога децата се на оваа возраст околу 20 години, ние како родители не сме одговорни за последиците за нивните потфати, за нивните избори. Значи, ова е нешто околу кој децата треба да се справат, за кое нешто тие треба да се справат, а не родителите, затоа што ние како родители кога влегуваме во еден конфликт со нив заради тоа нешто, ние ги деморализираме децата и на тој начин ги тераме да се плашат од да постигнуваат успеси во нивните животи. И наскоро ја послушала Шефали Белинда и таа тогаш се смирила и почнала да и помага на својата ќерка околу планот кој што таа самата го сакала. Станале повторно во комуникација, почнале да разговараат и Белинда почнала да се однесува спрема неа со поддршка голема, исто како да станува збор за нејзина најголема пријателка. И после тоа, што се случило? После тоа самата ќерка почнала да сваќа дека сепак тој потфат бизнис кој што сакала да го направи, дека не било само каприца од нејзина страна, дека не било само забава, дека не било само гламур, сето тоа, доку навистина била голема одговорност за на крај и самата да одлучи дека треба да продолжи со образованието и дека треба да го заврши. А околу тој бизнис план ќе мора во иднина да го разгледува. Дека се уште не била спремна за тоа нешто. Исто така, Шефали овде спомнува дека голем проблем со кој што се соочуваат денешните родители е проблемот околу давањето на мобилни телефони или купување на мобилни телефони на деца пред нивната соодветна возраст. Значи, доаѓале родителите и особено кога децата постојано барале да му купат мобилни телефони, а сепак биле мали, како да се справат тие со тоа нешто. И овде Шефали им одговорила секако дека децата ќе барат да му купите мобилен телефон, а зошто да не кога веќе вие сте 24 часа со нив во текот на денот. Значи, природно е детето кога ве гледа како вие постојано сте на мобилен телефон, природно и тоа да се заинтересира за тоа нешто. Природно е самото да си каже што има толку интересно на тој мобилен телефон, што моите родители сакаат постојано да се со него. Како можат тие да бидат толку по-интересни отколку мене? И токму околу тој проблем Шефали дава одговор, поточно дава 3 одговори како родителите да се справат околу желбата на децата за телефона, претходно да не попуштат во нивното барање. И сите тие 3 одговори се однесуваат за самите родители. Првиот одговор спрема Шефали, таа смета дека ние како родители прво треба да прекинеме 24/7 да бидеме постојано пред екраните, особено кога децата се до својата 10-годишна возраст, затоа што до 10-та година
детето има навистина поголема потреба од присуство од страна на родителот, од фокус на родителот спрема своето дете. Значи, до 10-та година родителот исклучиво треба да негува однос во кој што ќе биде постојано присутен околу своето дете и својот фокус ќе го дава на детето. И така, колку повеќе ние како родители сме присутни во односот со децата, толку помалку и децата ќе барат да му набавиме телефон. Вториот одговор е кој што се однесува на нас, исто така да размислиме како да им обезбедиме детство на самите деца, кое ќе биде исполнето со поврзување на децата со вистинска човечка врска. Значи, повеќе да бидат децата заинтересирани да се поврзуваат со луѓето, со родителите, со бабите, со дедовците, со браќа, сестри, другарчиња, школски другарчиња, децата од улицата и така натаму. Отколку да им бидат интересни екраните. И третиот одговор е да родителот да му помогне на детето да разбере како навистина родителот е заинтересиран да му набави телефон мобилен, меѓутоа кога детето ќе достигне соодветната возраст. И тука на крај ше фали им објаснува на родителите дека тек ние како родители кога ќе се тргнеме понастрана од нашата реактивност, нашите брзи реакции, кои што се исполнети со сиромашни мисли, исполнети се како резултат на нашето чувство за недостојност, за нас чувство дека некоја празнина која што имаме треба да ја пополниме преку реактивност од децата, тек тогаш ние како родители ќе можеме конечно да се ослободиме од нашата желба да постојано да им кажуваме не на нашите деца, наместо да се обидуваме што почесто да им кажуваме да на природните желби и природните копнежи на децата, затоа што кога постојано ние ги негираме нивните желби, децата сами влегуваат уште посилно во таа обсесија за нештата, затоа што ние сметаме како родители дека колку повеќе им кажуваме не, децата на тој начин ќе се научат дека не треба да ги бараат нештата, меѓутоа се додека родителот дава отпор на природната состојба на детето, се до тогаш детето ќе ја засилува таа негова обсесија околу она што му е забрането. И неутрализирањето околу тие обсесии кај децата кога се случува, кога родителот едноставно ќе посвети многу поголемо внимание на вистинските потреби, на природните потреби, на природните копнежи, на природните желби на децата преку едноставно кажување на зборчето да, што подразбира од наша страна почит кон нив, подразбира дека му посветуваме внимание на она што тие го кажуваат, дека се видени, дека се разбрани, наместо ние да мислиме дека со секој зборче да, кога кажуваме дека всушност треба и секоја желба да биде остварена. Туку со самиот збор да, кој што го кажуваме, ние претходно подсетувајќи се на примерот кој што го даде Шефали, можеме да видиме дека со тоа само ја одржуваме магијата на нашето дете да сонува, да биде креативно и да биде автентично во на што тоа си го сака според своите особености природни, според своите таленти природни кои што си ги има детето и на тој начин да може да влезе, да го доживее детето својот природен успех. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.